Не еден, ако нема спорт, спорт и во ова издание на емисијата Македонија наутро, а спорт број 1 во Македонија е ракометот. Ракомет за секое дете е темата за која ќе разговараме денеска. Би требало од Охрид на линија да го имаме Горан Ѓоргоновски, организаторот на кампот, летниот камп ракомет за секое дете. Горан, ние те гледаме, дали се слушаме, дали е се во ред? Да, јас ве слушам, Бранко, одлично. Добро утро од Охрид. Как повели? Само што кажа добро утро од Охрид, ја забележав позадината на сликата која ни ја испраќаш на видеото и би сакале да сме таму. Кажи ни што се случува во Охрид овие денови, што ќе се случува до 24-ти, ако не се лажам, и како си поминуваат дечињата во овој камп? Најпрво поздрав до Македонија, поздрав од сончевиот Охрид. Навистина, тука има сонце, но има и ветар, како што знаеме. Супер е времето, добро не служи. Сакам прво да потенцирам. Проектот Ракомет за секое дете, покрај школите кои што ги имаме минатата година и мини лигата, ова е еден дел од тој проект што се вика 40/20. Од недела сме тука, повеќе од 70 кампери од Македонија, од Шведска и од Босна работат напорно со нашите тренери. Можам да кажам дека сме презадоволни од она што се случува до сега, значи овие изминати 4 па и 5 дена. Времето, фала му на Бога, не послужи. Желба за работа имаат и децата, а и особено луѓето кои што се ангажирани во овој проект. Во официјалното пиар соопштение стои дека недобрите македонски тренери за млади категории работат, односно ќе бидат дел од овој камп, дека се сите со мастер коуч лиценци, па каков е фидбекот на тренерите од децата до сега, а и на децата од тренерите? Од аспект на тоа како ние, ајде да кажеме, ги ангажиравме тренерите за овој камп. Јас имам неколку пати на таа тема зборувано. Значи, овие тренери што се тука, буквално голем дел од својот живот го посветија, или својот досегашен работен век го посветија на работа со млади категории, и тоа е многу важно. Значи, се специализирани во тој дел. Од аспект на тоа како работат децата, она што го слушам од тренерите на редовниот брифинг секоја вечер со нив, и она што се договараме за следниот ден, можам да кажам дека се презадоволни од ангажманот на децата. Од друга страна, имајќи предвид дека тука имаме и различни генерации на деца од 2006 кои што сте веќе ракометари кои што влегуваат во некаков сениорски ракомет или во некој младински ракомет, до оние најмалите кои што можеби пред некој месец стартувале со ракомет. Нормално, нивните интереси овде се различни. Дел од нив дојдоа да се надградуваат, дојдоа да слушнат нешто ново, да работат индивидуално, што е многу важно, како што можеме и да видиме позади мене, се работи во група од 2 до 3, 4 деца, многу повторувања, многу вежби, многу имаме тука, имаме комплетниот ден на располагање, така да, имајќи предвид нивните интереси, мислам дека сите се задоволни и нормално очекувањата нивни се различни. Овие малите, најмалите, покрај тренингот во голема мера ги интересира и базенот, ги интересираат и игрите и надпреварите. Овие големите, да кажам, се фокусирани повеќе на тренинг, работат некојаш и по 3 пати на ден и имаат потреба од одмор. Горан, ти си ракометар, играш и за репрезентацијата, го знаеш ракометот на секаде низ Европа, која е колевка на овој спорт. Имате вклучено странци во кампот од Босна и Херцеговина и од Шведска. Ако босанците се блиску до нас по менталитетот, по знаењето, умењето, тогаш што велат оние вистинските странци за овој камп и за македонскиот ракомет? Јас го имам тука, значи, нашиот гостин Мартин Никлен од Шведска, тој ќе зборува, јас ќе парафразирам тоа што тој ќе го каже, она што можам да го слушнам од него, пошто тука сме буквално по цел ден заедно, и она што го видов, како тој работи со децата, е навистина интересно и за нив,
и за нас и за тренерите еден нормално нов пристап, нов интересен пристап на работа. Тој не е прв пат тука, тој може би трети или четврти пат е во Охрид, се презадоволни и од Охрид, и од климата тука, и од се што се работи, но најмногу што потенцираат е посветеноста на сите што сте вклучени во кампот. Тоа е нешто што нив моментално ги импресионира. Јас сега ќе му дадам малку шанса него да каже... Ќе мора да му го поставиш прашањето затоа што во овие технички услови нема мене да ме слушне, така што ќе мора ти да му го поставиш прашањето, а потоа и да ни го парафразираш одговорот. Martin, how's your impression from Ohrid, from our camp? My impression of this camp is so nice, good people, it's nice people, and I just enjoy Macedonia. Моите импресии од Охрид се многу добри, многу позитивни. Едноставно ние уживаме во Македонија. What do you know about the training, about the coaches, about the team? What something new? Something new. Yeah, for me, this project is good. It's nice because it's more individual training and not so much of the collective and the team training. So I think it's good to be able to teach the players much more for everyone. Моите импресии за кампот се навистина добри. Тука видов многу повеќе индивидуален тренинг за разлика од колективен, што мислам дека е добро, што мислам дека ќе им помогне на децата, на ракометарите да напредуваат. That's enough? Yes. Тоа е Бранко. Одлично. Тоа беше Мартин од Шведска, јас малку и ветар дува тука и се обидов да слушнам се и да преведам. Значи, сакаме само да пратиме едни убави поздрави од Охрид. Сите го знаеме колку е убав, колку е светски убав Охрид и навистина со ова што се случува овде, кај што гледаме деца кои што сакаат да работат во вртишни возрасти, сме многу среќни. Во насловот на кампот имате Хандбал Македонија 40-20, што значат овие бројки во името? Значи, да, оние што се бават со ракомет знаат дека 40-20 е ракометниот терен, димензиите на ракометниот терен и за името на кампот е ставен со намера дека овие деца што се тука без разлика на возраста, тие ќе направиме се еден ден тие димензии, тој терен да им стане голем дел од животот, да го поминат голем дел од животот, да им стане еден патокас во животот преку кој ќе се насочат во иднина. Така да затоа е кампот 40-20, едноставно синоним за ракомет. Ѓоргоновски, ракометниот камп ракомет за секое дете треба да биде иницијална каписла за она што треба да се случува во Македонија, односно ракометот е спорт наш, стана наш национален спорт, стана наш спорт број 1, спорт во кој имаме најмногу резултат, спорт во кој за кој имаме најмногу потенцијал. Дали е доволно во текот на годината да има само еден ваков камп или можеби треба и другите субјекти да размислуваат, чинители во ракометот, да размислуваат да се случуваат што повеќе вакви, зборуваме за квалитетни кампови на кои што на вистина ќе се учи ракомет? Првенствено, јас сакам да кажам дека сум имал можност многу кампови да организирам. Она што мене посебно ме прави среќен е квалитетот на овој камп, но тоа секако беше предуслов од концептот кој што го поставивме во однос на тоа индивидуализам, односно индивидуален пристап према секое дете. Сега, околу прашањето дали е доволно, апсолутно дека не е доволно. Јас разговарајќи со Мартин тука и со некои други гости кои во минатото доаѓаа, едноставно образовниот систем во тие западноевропски земји и скандинавски земји дозволува по 4-5 да кажам спортски недели во текот на годината. И тие спортски недели се наменски поставени за секое дете кој според своите интереси може, треба и мора да оди на некаков камп, во зависност од тоа што тренира, па може би и не тренира, но има интерес за тој спорт. Така да,
во Западна Европа, во Скандинавија, кои што нормално стремиме и ние како високо развиени земји, неколку пати во годината имаат кампови, почнувајќи од октомври, завршувајќи со јуни. Ние ќе се обидеме во иднина да направиме уште некој камп во еден друг период, кај што може ќе биде со уште помал број на учесници, но со уште повеќе насока на тој индивидуален пристап и специализација, така да апсолутно секако дека не е доволно. Она што сакам ја да го спомнам, пошто тука имаме деца од цела Македонија, имаме дури деца кои што работат во сериозни клубови во Македонија. Она што го слушаме и што разговараме со нив, и што е можеби не е добро, дека ова никогаш во живот не го работеле, а зборуваме за деца кои што имаат 16 години, кои што, ќе повторам уште еднаш, се во клубови кои што значат нешто за македонскиот, па дури и за европскиот ракет. Тоа не е секако дека мора да го промениме, не ние мора да го промениме како држава, како систем, да децата преку целата година го работат ова. Јас не случајно разговарав и вклучив во овој проект. Овој проект е заеднички, овој проект не е ниту мој, тоа е на КМГ Спорт како агенција. Овој проект е заеднички. Овој проект е и на тренерите, почнувајќи од Кики Грчевски, Кола Мартиневски, Златко Стојковски, професор од Матлиевски и така напред, на Мартин Никос. Ова е заеднички проект. Јас така се поставувам, така се поставив да и не без потреба се повикани тие луѓе кои што перманентно во текот на целата година работат. Оваа работа ја има донесено до некој висок левел, до некој висок ниво. Сега тука тие толку поедноставно го пренесуваат. Горан, ти благодариме за ова јавување. Се надеваме дека не пречиме многу во тренажниот процес. Останете во добро здравје, имајте убави временски услови, да ве посака времето за да може да се изреализира овој камп до крајот. Кампот е на отворено, децата уживаат во охрид и во неговите убавини, во убавините на нашиот туристички македонски бисер. Благодариме уште еднаш за јавувањето и во друга прилика се слушаме со истава или со слични теми. Благодарам Бранко, благодарам Македонска телевизија на времето.